Со мене тука денес е Бојана Стојменовик Петровска, од мој психолог. Иначе гостин кој требаше да биде петата, шестата епизода на Next Gen подкаст, ама доаѓа после 60 епизоди. Бојана, здраво. 60 епизоди покасно, добро те најдов. Фала ти многу што дојде. покана. Колку беше кринч мојата најава од 1 до 10, тоа прво треба. Јас сум од една друга генерација и малку не можам да детектирам што е кринч. Иска ти објасни што е кринч као видео. Така да, мислам дека не беше, мислам дека беше добра најава како за почеток. Фала ти уште еднаш многу што дојде, знам дека буквално имаш турбо распоред и кој да збориме на телефон, но нака колку идеи имаш, колку за многу специфичен лик си ми искрено. Не сум кринч? Не си уопште кринч. Баш си некако инспиративна со идеите. Баш сега последниот разговор што ми го даде за идеи, искрено 2-3 работи од тие ми беа баш као гениални. Ќе збориме за шо беше тоа, може ќе откриеме. Така што и многу ми е кеф што конечно имаме шанса да снимаме. Многу ме избегаваш, ама стварно не можам да ти се љутам. Ти си стварно човек што не можам да му се љутам. Да, не знам зашто. Не беше намерно, навистина некако кога и да ме побараше за снимање, јас немаше како да се организирам за да можам да дојдам, како денес, еве дојдов. Еве ќе ти откриам, мене денеска денот ми е организиран за ова снимање. Јас немав обврски кои што беа пред ова снимање или немам нешто поголемо што ме чека по ова снимање. Едноставно денот си го одвоив за да бидам тука. И некаде кога веќе некој ме повикува да дојдам, да бидам гостен на подкаст или гостен во емисија, јас некако сакам тоа максимално да го испочитувам и оној кој што ме поканил или самиот подкаст или самата емисија. И некако не можев да најдам време за да тоа биде баш како што треба да биде и затоа некаде можеби 60 епизоди покасно конечно се најдовме, да, но навистина минатата година беше динамична. Повеќе од вообичаена. И сега кога сме кај тоа динамични, кај двајцата беше динамична, тоа кога се приватно го зборевме. Ајде ме интересира некоја ретроспектива да направиш како изгледаше буквално, јас веќе не можам да пофатам ти и у мама круг си и со мој психолог. И за денес ја дав преизвик да не мафтам со раци, веќе го прекршив, снимаме 2 минути, така што да. Тоа е. Мене многу ми помага кога зборувам, еве, можеби многу ти користи, да, мене многу ми помага кога зборувам или кога нешто треба да презентирам и ова е нешто што ми го имаат пренесено како техника, да нешто држам. Така да пенкало некогаш многу помага кога го држиш, сега тебе не ти треба пенкало, но на кое што некогаш помага е да можеби тоа биде алка или часовник, па да кога ќе ти дојде да мафташ, да можеби си го допреш часовникот, тебе можеш да пробаш. Или најдобро да си ги врзам рацете. Да, но помага, но од друга страна па и не е толку страшно ако ти гестикулираш кога зборуваш, така да и тоа не е воопшто страшно. Инаку минатата година беше динамична затоа што мој психолог го работам веќе 10-та година поред и е тоа нешто кое што е континуирано, што трае. Од друга страна, тренинзите и обуките со компаниите се исто така нешто кое што континуирано трае изминатите неколку години, но она кое што се случи минатата година, не можам да кажам случајно, можам да кажам неочекувано побрзо од што сите ние очекувавме, а тоа беше Мама круг иницијативата. Тргна од идеја да ние организираме настани кои што ќе бидат посветени на мајки, на жени, на деца, со идеја да и та пружиме простор да мајките имаат место каде што ќе бидат слушнати, видени, ќе се вмрежат, ќе се поддржуваме, ќе се запознаваме меѓу себе и на некој начин ќе се бориме со осаменоста од една страна, а од друга страна ќе можеме да се едуцираме за работи кои што нас не се од интерес. Испадна дека има голем интерес, па имавме во минимум 2 до 3 настани секој месец, помали. Имавте голема конференција, поголеми настани имавме неколку, бизнес нетворкинг ни беа настани кои што се одржаат 3-4 настани минатата година, кои што беа од голем карактер, имавме во просек над 100 жени, на последниот 200 жени, мајки предприемачи кои што беа присутни и конференцијата за свесно родителство исто така која што оваа година за прв пат, освен онлайн се одржа и во живо. Така да, тоа беше доста интензивна година, ќе биде и оваа година доста интересна. Се надевам дека ќе успееме ето да бидеме и подобри од оваа година која што помина. Сега не е дека само јас сум била зафатена и мене ми било динамично и тебе ти беше динамично, да. И бев дел на еден настан каде што беше баш динамично. Беше го отвори настанот онака што извини што те прекинав, ама искрено го отвори настанот што толку веројатно
некој друг правец да е на целиот мој живот и кариера до се изминативе 3 години со ова Next Gen и што излезе толку големо, нели Binex 2 настанот што беше у Хилтон и ти го отвори искрено, така што тоа некако ќе ми Може да остане. кажам нешто. Тоа ќе ми остане искрено како за цел живот онака некој спомен. Јас извини што ќе прекинам, морам да кажам, Ајде. кога зборувавме нели за отварањето за панел дискусијата, ти мене ми најави дека ќе има 400 луѓе. Јас не очекував 400 луѓе. Не во негативна насока, затоа што прво во Македонија е реткост да се има настан кој што ќе собере толку многу луѓе кои што ќе имаат еден специфичен интерес. И кои што ќе платат карти за И кои тој што ќе настан. Значи платат немаше карти, да, никакви особено за тема која што е многу популарна од една страна, но и многу специфична. Кога влегов, кога видов кога видов столици, не знам дали ти текнува те прашав, Да, ти беше се пополни, ти беше сега се ти пополни. ми викам као полу трема имаше ти некој викаш кој што ќе биде. Да, ме фати. Јас бев изгубен тотално. Некој, не знам, некој транс систем се упали. Виде, 2 Не дена знам. пред тоа имав настан, конференцијата, каде што имав 350 родители. Да, тоа се исто. поклопи многу Па блиско потоа беше. предходниот ден пред твојот настан имав една иста обука, каде што исто така имаше доста луѓе. И потоа дојде твојот, каде што имаше повеќе од луѓе и од оние настани кои што јас ги организирав. И искрено не очекував. И според мене беше доста успешно. Искрено да, и според мене и фала на сите што дојдоа и сега муабетот што го спомнав почеток зашто се слушам нели пред некој ден уствари за тоа веќе најавивме така што знаат луѓето и ќе читаат доле кога ќе збориме двете коцки доле ќе стои рекламата за Binex 3, значи правиме сега sales конференција настан за продажба. Веројатно до моментот кој излегува и подкаст објавено дека и Драган Војводич Сендлер е главен гостин. Конференцијата ќе биде од 9 часот до 15 и од 17 до 20 ќе има приватен мастерклас и стварно сега одиме на некое следно ниво, така можеби природно си дое, можеби. А зошто продажба? Зошто продажба? Искрено единствено нешто што сакав да правам на страна од темите што ги опфатив прошла година, еве првата тема кога гледаме со немање некој начин на себе продажба, бизнис мотивација, многу битен сегмент за мене иако доста луѓе го хейтаат тоа кај нас. И може Што така. хейтаат? Знаеш како вчера се смеев? Сите беа на пример првата Binex што беше у Public Room за некоја таа амбиентот што беше, мислам дека никогаш нема да се повтори себе и ќе настаните се поструктурирани, нема толку импровизации, сега натака нели ќе си захтева самата работа да бидеме поспремни, ама тој настан беше таква некоја герила настан и толку луда енергија и енергијата на луѓето беше знаеш пред да дојдат као малце, знаеш и што ќе ми каже и ова и она. И на еднаш он кога настапи, знаеш, сега не знам дали е тоа до нашиот менталитет, јас не икам така да коментирам некој ше ние сме такви, него веројатно природно во средина кај што ретко се дешаваат такви настани од типот на тоа е некој вид на стендап, мотивација, систематизација на процесот. Искрено не бев, требаше да бидам, ама не бев. И од кога влезе немања на еднаш кога се смени енергијата и сите беа вакви као за кјуте и ми избега и мислата зашто беше. Да, зашто продажба? Да, зашто продажба. И сега во ретроспектива настанете ли вториот за инвестирање и сега зашто продажба бидејќи пратејќи го конкретно првично продажба бидејќи секогаш почнувам да градам настан од ликот што нели ќе дојде и сега беше тоа Драган Војводич што има искуство со најголемите селс тимови у свет, со најјаките поединци, буквално онака број 1 убедливо на таа тема кај нас и мислам дека искрено тоа највеќе ни фали. И приватно јас и ти си имаме сложено на таа тема, мислам дека ние немаме појма да продаваме. Сакаме да се маркетираме, општо и луѓето, сега и ние, кога генерализирам, малце без везе, еве да почнам од себе. Нели често тргнуваш прво спрема маркетинг, брендинг, како изгледа подкастот, каква е камерата, а не знам ништо да продадам тука. А може да зборам, веќе зборам имам 100 сати. Најша потешко оди продажбата. И мислам дека тој е сегмент што највеќе ни фали. А неговото гостување ќе биде за продажба на свој бренд сам себе. Значи вака неговото гостување он ја представува Сендлер методологија, таа е методологија што е 60 години веќе на пазарот, америчка методологија, он ја представува 20 и повеќе од 20 години на Балканот, и во Америка, исто така он предава низ цел свет. И тоа е конкретна методологија за затварање на процеси со купувачи, за продавање без попуст, значи конкретни систематизации, нема сфера на мотивација на празни моменти, него се е теоретска работа и се е практична. Види, во еден приватен разговор ми спомна дека тој е пребукиран цела година и дека и сега е слободен. Тоа не мога го кажа. И дека е сега слободен и искрено браво што успеваш да го донесеш. Фала ти искрено, баш се потрудив и
не знам што да кажам, баш сметам дека требаше да се премногу се влечев и искрено и некои проблеми у глава ми направи тоа влечење дали да, дали не, треба, не треба, знаев дека ќе го направам. Без разлики изборев ми колку кошта е ова и колку е така малце и делулу да го планираш. Види, голем настан бара многу мотивација, многу дисциплина и многу работа во позадина. Да. Кога некој ќе дојде и ќе каже, па добро, тоа беа 2-3 сата настан и беше окей. Еве, некој ќе биде задоволен, некој можеби ќе прохета, но од друга страна, за да сето тоа се реализира, никогаш не се тоа часови, не се тоа денови, тогаш месеци се во прашање на интензивна работа, цел тим кој што стои во позадина и не е лесно, така да апсолутно те разбирам кога станува збор за очекувања на голем број на луѓе, на големо име кое што треба да дојде и ќе треба да се угости, треба да снимаш со него, прашања кои што ќе треба да му ги поставиш на толку искусен човек. За мене тој човек. И од друга страна, да, секако можам да те разбирам зашто било дилема да или не да го правам ова, да не го правам, па можеби трема да ме фати, затоа што и самата тема е многу комплексна. Ние зборуваме за продажба, но реално да, и јас имам впечаток дека ние не знаеме како да се продадеме и како да пласираме нешто на пазар. И јас, како што кажувам многу пати, социјалните мрежи стануваат како едно зелено пазарче и се пазариме постојано. Се маркетираме без да знаеме да продадеме. Значи, апсолутно го гледам тоа дека тоа се случува и јас некаде тука се пронаоѓам многу често, но од друга страна не е едноставно, не можеме ние се наеднаш да научиме и е голема тема и верувам дека ние од еден настан не можеме се да научиме. Реалноста е таа, затоа нели постои оној приватен мастер-клас каде што ќе можат и многу поструктурирано, многу подетално да навлезат, но од друга страна па ќе кажам, ако ние одбираме да работиме одредена професија и ако ние влегуваме во продажба или ако таа продажба нас ни е потребна, ние треба да инвестираме. Не можам, треба да се надоврземе еве на претходното, треба да инвестираме во нешто кое што нас ќе ни донесе долгорочно знаење, а со тоа и успех. Така, апсолутно. И сметам дека така нели некој кој ќе ми каже што ќе научам се на настан, ти нормално не е ова факултета за 4 сати да завршиш на настанот. Значи не е книга од 1000 страни да ја прочиташ или од 500 страни па тој материјал да го срочиш, но според мене, барем кај мене како влие лично, кога некоја личност таква, особено начинот на кој Драган го презентира тој и баш ми онака кеф ми само што ќе дојде тука и што ќе биде гостин кај нас во Скопје да го презентира таа цела методологија, некоја мала информација од типот на тоа што мислам дека им фали сега на луѓето, почнувајќи од себе, да сватиш дека не си голем за да не продаваш, дека ти не си некој за да те бара. Знаеш, јас се леле кој ќе ме бара мене за спонзор или сега ние се маркетираме, па јас снимам и треба и да продавам автоматски. Доста е да ти го исклучи тоа во глава, да сметаш дека не продаш бидејќи не знаеш, не систематизираш, не си упорен, не си истрен, не знаеш да затвориш продажба, лошо продаваш едноставно, помири се со тоа, добар си за се друго, нели тоа си останува. И тоа ако кликне кај 50% од луѓето, ќе има некаков напредок. А што мислиш ти, дали за да бидеш добар во продажба и да продаваш, е 100% само да научиш, да имаш добра теорија и добра пракса и добра структура, добар ментор, или потребно е и талент и нешто или карактеристики сплет кои што се вродени? Види, многу интересно прашање, многу често, знаеш, у подкастот и со многу луѓе збориме на таа тема, нели, со што се раѓаш, што стекнуваш на тема предприемништво и тоа после ќе те прашам ти што сметаш. Што сметаш за продажба? Види, сметам дека треба да имаш талент. Еве може да се анализирам преку себе, да го анализирам прашањето преку себе. Јас сметам дека имам некој талент природен за комуникација, за продажба, ама од друга страна, гледајќи колку работи не знам за продажба, според системот, нели сега у комуникација активни со Драган претходно читајќи ги неговите книги и едукации, сваќам дека премалку значи талентот, дека повеќе систематскиот начин на како ја гледаш продажбата. Бидејќи јас сум можеби добар у тоа да се измаркетирам, да направам личен брендинг од тоа, некој имидж и слично, ама кога ќе дојде продажбата онака како да се екстрактира како не знам некој атом и што треба околу него нели да го нападнеш буквално и додиш по секоја цена, не условно кажам по секоја цена, но да бидеш присутен во самата продажба, да знаеш дека продаваш нешто, дека треба да затвориш одреден дил, тоа да го расчистиш во глава, мислам дека ми е слабо така, што мислам дека може да помогне тој талент и слично, но без методи на затварање без притисок, конкретно тоа ќе бидат темите на мастер-класот, затварање без притисок,
попусти и слично што одзима енергија, мислам дека систематското гледање на продажбата е многу поважно од талентот, искрено. Барем се во моментот вака кога ме прашуваш на прва, не знам, ти што мислиш? Види, голема доблеста прво да кажеш дека во некој момент или за одредено нешто ти не знаеш ништо или имаш помалку знаење, затоа што во суштина ти тогаш самата твоја свесност за твоето незнаење за одредено нешто тебе практично ти отвара место, ти отвара простор за да ти се доградуваш, да истражуваш, да автоматски си во плюс, затоа што на тој начин и правиш една само рефлексија и си викаш, чекај, јас за ова немам толку многу знаење, немам толку многу искуство, правам грешки, како можам да бидам подобар, што можам да направам, па почнуваш да истражуваш и постаат многу методологии во однос на продажба и постојано ќе се раѓаат и нови и тоа е супер, тоа е одлично, тоа не значи дека една е подобра од друга, туку тоа значи дека јас можеби треба да видам, да се одлучам на колку да можам да се посветам или ако можам па и колку можам повеќе, за да имам повеќе перспективи, за кога ќе се најдам во една ситуација која што за мене ќе биде проблематична, да можам да се повикам на моето искуство, моето знаење, се она кое што мене може да ми даде повеќе за да јас можам да донесам одредена одлука и да таа одлука биде во моја корист. Така да одлична доблест е она кое што ти го имаш и викаш во еден момент сваќам дека ништо не знам затоа што ти отвара можности, ти отвара врати, но од друга страна апсолутно се согласувам да потребен е на некој начин талент. Потребни се сплет на карактеристики, можеби некои вродени кои што тебе или вродени или стекнати во животот, да речеме, кои што тебе ќе ти направа да ти подобро се снајдеш, да можеби успеваш нешто да правиш, да продаваш, но од друга страна апсолутно е потребно и да ти инвестираш понатаму. Секој оној кој што има талент да слика и да црта, не сите тие што добро цртаат се успешни уметници и познати уметници. Не сите оние кои што се пеат и имаат добар глас, се успешни изведувачи, затоа што е потребна инвестиција во самодисциплина, вежбање, нови техники и многу други работи кои што значат да јас на крај успеам нешто да продадам, во овој случај да се продадам себе си. Така да некаде да е знаеш, пола. Исто така што мислам дека е најпресудно за продажба, баш тоа го носи и насловот на книгата на Драган, која е најпродаваната книга на таа тема на Балканот, да се храни егото или нели на српски храни ти его или породица, да се храни егото или фамилијата. Мислам дека егото е најголем проблем кога станува збор за продажба. Како ти го разбираш ова, да се храни егото или фамилијата? Па јас сметам дека е разумно се храни фамилијата, но ти првично кога продаваш, јас во моментот што сум бил до скоро си го хранам егото. Не знам, сплетна околности, можеби млад сум, можеби нели се уште нели немам фамилија, тоа повеќе како некоја метафора нели представет на книгата и не треба нели да кажам на секој 2 секунди, се шалам. И сметам дека тоа е голем проблем, може исто така да биде. Зошто ги правиш работите? И сега тоа исто така си го поставив за конференцијата. Да ја правам темелно за да земам денес да продадам нешто, карта, мастер-клас, спонзорство, да оди тоа напред, а не само да биде дека сум ја направил најголемата, бидејќи тоа веќе го поминав и со претходната и окей, тоа супер е, така и некако се храниш и со тоа убаво ти е се, ама на долги стази е празна приказна и само ќе те изеде. Барем така сега го гледам. Бидејќи само ќе исто и за подкастот размислав, се имав доста дилеми и за тоа не ти спомнав приватно, но искрено да почнам сега пак ова снимање, сега нели после паузите, ми беше најтешкото до сега. Буквално бидејќи бев во доста прашања дали треба да го правам, од кои побуди го правам, да не биде пак сега само да си го хранам егото дека еве снимам јас после сите години уште снимам. Дали имам идеја со што би настапил натака и така што доста прашања, сега кога влезем во тоа нема треба да ми наплатиш. Па не, види, знаеш како кога ние правиме нешто, како да кажам, и јас некогаш сум правела работи и сум организирала еве настани каде што да ми било важно да биде посетено. И да, ми било важно, но од друга страна да после некој време се прашуваш што можам повеќе јас да дадам. Ќе биде посетено, знам дека ќе биде, но која вредност јас можам да ја дадам. Со што овие луѓе ќе си заминат дома после настанот. Како можам ова да го направам да биде континуирано нешто кое што ќе може да им дава, за да луѓето доаѓаат и да тоа биде обострана размена на некој начин, а не да биде само јас направив настан кој што беше најпосетен, така да. Да се избегне тој делот на јас. Да, но знаеш и
тука е оној раст личен кој што ние го имаме, каде што ние мора да поминеме одредени фази. Ние колку и да сакаме некогаш да превенираме и ќе работиме со ментор, со коуч, со психолог, па ќе читаме, ќе слушаме разни работи, но од друга страна тој пат кој што секој мора да го изоде, да го изоди, мора да го изоди едноставно. Мораш да го поминеш за да ти го осетиш тоа по себе и затоа некогаш ние се наоѓаме во една фаза каде што не можам да кажам стагнираш, ама може би се преиспитуваш, да правам или да не правам, па почнуваш да размислуваш разни алтернативи, разни насоки. Некогаш во суштина ти ја бараш суштината, ја бараш вредноста што ти сакаш да ја принесеш и веројатно вредноста која што ти ја даваш со овој подкаст, ја даваш затоа што си имал разни гости, разни теми откриваш, го гледаш фидбекот, го следиш растот и едноставно вредноста зашто јас да го правам ова е можеби во вредноста која што ти ја даваш и суштината. Што ја справам со овој подкаст е нешто кое што ќе остане, нешто кое што луѓето ќе можат да се навраќаат постојано тоа да го прават. Веројатно исто настаните. Правам за разни теми, но веројатно и ќе биде понатаму и за други теми кои што постои еден конкретен интерес. Сега луѓе постојано ќе има кои што ќе прохејтаат. Да. Но од друга страна има, јас секогаш не сум непоправлив оптимист, но од друга или го гледам светот со розови ночари, но од друга страна секогаш одбирам да верувам дека ако треба да измерам дали има луѓе кои што се хейтери и ќе хейтаат и луѓе кои што ќе видат вредноста и ќе земат нешто од она кое што се нуди, секогаш верувам и сакам да верувам дека тежината е на оние луѓе кои што ја гледаат вредноста, дека помалцинство се оние кои што хейтаат на некоја работа или на некоја појава. Така да апсолутно. Така што тие работи некои се дефинира за да може се ова да се почне да се прави годинава, нели големи чекори, а себе знаеш како се што правиме се е некој дел нели на психологија, ти како психолог денес и доста незахвално, искрено се не знам ова дали ќе се наљути што ќе спомнам, ти претходните пати не снимавме многу порано, бидејќи малку имаше и аверзија некоја спрема подкасти, од некои претходни гостувања и анализирајќи сега што треба да збориме и ти приватно што зборувавме, сватив дека е многу незахвално во улога на психолог да доаѓаш на подкаст. И сега да ти поставам прашање од типот, знаеш, подобро некојаш може да се направи па да се извадат 2-3 работи како пораки за работа или методи за некој да може да размисли на нешто на различен начин, ама многу е сега замисли јас да те бомбардирам. Вчера ставивме истории, нели, за поставуваат прашање и сега директно прашањата, анксиозност, дали вака, дали така. Знаеш, тоа е многу незахвална улога да бидеш, барем така мене ми изгледа, не знам дали ќе се согласиш. Ајде вака првото прашање. Ти мене ме праша, еве, сподели дека сум одбивала дел од причините зашто одбивав. Тоа е затоа што од една страна прво јас се заситив, затоа што некаде едните исти теми беа постојано. Од друга страна ми беше потребно да ми биде понудено нешто ново, за да мене ми биде интересно и да кажам важи, ајде да го разговараме тоа. А од друга страна, голем дел исто така и на мене влијаја сите, не знам дали ќе се согласиш, но тоа е мое видување, а тоа е изминатата година. Изминатите 2 години, можеби, интернет просторот беше некако презаситен токму она кој што го зборуваме со ние хейтери, хейтерски коментари, не само под објавите кои што јас сум ги ставала, немам толку многу, имам, но немам толку многу, но се познавам со многу луѓе кои што креираат содржина онлайн. И кога јас ги познавам и знам колку прво кои сте како луѓе и знам колку труд и колку напор и колку љубов е позади сето она кое што го прават, и кога ќе прочитам, тоа имаше неколку такви ситуации на неубави коментари, на критики, на неразумни критики, едноставно јас не се осетив убаво и некако бев презаситена да бидам присутна таму. Така да затоа еден период мене ме снема. Знаеш кој ми е најдобриот одговор на хейтери што го имам видено на свет, е немање антична на коментари, бидејќи него доста го хейтаат. Приватно човекот е нешто од 10-то, јас со него постојано сум у контакт, у комуникација некоја. Едноставно настапот на кој се представува толку агресивно и веројатно ствара нешто кај луѓето, многу пријатен човек, многу културен и има коментар што им враќа гениален. Вика моите коментари вика ги будат заспаните, вика моите изјави ги будат заспаните и вика и ги комплексираат вика просечните. Во кој спаѓаш ти прашалник? И тој им го враќа на сите, ама буквално 100 коментари кози. Свекам, ова е гениално, свекаш одма.
така што не е ни лесно и те разбирам скроз од која страна си била презаситан, бидејќи има и доза на веројатно луѓе и сите ние имаме и од начинот на живот живееме со некој гнев во себе. Тие луѓе што се на социјални мрежи по коментари, веројатно тој пута 10 кај нив од XY причини, јас пробувам и да ги разберам. Значи има таква некоја малодушност што се покажува по коментари. Што е стварно тешко да се разбере. Јас сметам дека сечи глас треба да биде слушнат и секое мислење го уважувам. Апсолутно, и тоа го практикувам и во приватен живот. И дури со мислењата на оние луѓе околу мене со кои што јас лично никогаш не се согласувам, сепак го уважувам туѓото, но од друга страна сметам дека некаде и премногу простор е даден на социјалните мрежи пред се, премногу простор е даден, а дури некаде каде што според мене апсолутно може да се исклучат коментари, апсолутно може да се исклучат, дури и на сите објави, затоа што не секогаш е важно да се слушне сечие мислење на разни објави од различен карактер. И може би јас еве одам во екстрема, но сметам дека барем просторот на социјални мрежи би бил многу подобар доколку коментарите не би постоеле на одредени објави, доколку би се исклучила опцијата. Не знам дали ти го имаш тој впечаток, но Дефинитивно. Да, но јас некогаш се фаќам себе си кога ќе прочитам одредена објава, некогаш тежината на веста не ја гледам тежината на веста, туку веднаш знам да кликнам, 250 коментари, што толку има, па ќе ги видам коментарите. За коментарите некогаш и јас се фаќам прво и тоа мислам дека го прават и многу голем број на луѓе. Изизнато е, поготово за некој што сака јавно да се експонира или да биде контент креатор. Секако во еден момент и ќе треба да биде, ти си психолог, јас почнав како графички дизајнер, па подкастер, маркетер, натака со агенцијата, ама пак се наоѓам пред камера под некои XY причини, треба да биде спремен на тоа. Не е само за луѓето. Не е само за луѓето, туку и порталите кои што објавуваат вести од нашето секојдневие. Види, не е возможно во 24 часа да се случат само неубави работи, само трагедии. Практично не е возможно. Ама само тоа привлекува кликови. Но, она кое што веруваме дека постојаната и континуирана објава на негативни ситуации, на трагедии, континуирано, секојдневно, дека некаде повлекува и таква атмосфера, таква енергија, да луѓето едноставно кога ќе се вклучат на социјални мрежи, веќе се заситени и веќе мора некаде да се испразнат. И некаде верувам дека можеби доколку почнеме ние да потенцираме убави приказни, убави примери, дека некаде тоа може да донесе промена постепено. Но каде се? Ги нема. Многу големо и опширно прашање е тоа и веројатно секогаш негативното највеќе кликови ќе влече и некоја драма секогаш ќе биде можеме да тестираме, ќе го објавиме подкастот во смисла зошто Бојана си отиде. Зошто си стана? И си отиде од подкастот. Можеме да го ставиме и да видиме колку кликови ќе има и дали еве можеби водиш некоја евиденција, дали можеби ќе има повеќе кликови во просек од првите епизоди. Да, и може да го исфејкаме. Дали сакаш, еве и ова може да оди во подкастот. Може да го исфејкам и на камера која да те поставам нешто прашање, ама да не се знае прашањето, а ти само кажеш кога не одговарам на тој си стануваш. Еве кога веќе го зборуваме, нема да го скратиме еве ова, нема овој договор нека остане, но го стави, го пробај насловот, можеш да го ставиш, но и после ќе го снимиме тоа како делче дека стануваш ти и така да испадне подкаст. Па, ако сметаш дека тоа ќе биде каков кликбейтер. Но сметам дека ќе направи разлика доколку е можеби насловот, не знам, спорувавме за како можеме да бидеме подобри. Верувам дека во другово ќе има многу повеќе кликови, многу повеќе коментари. Да, и мислам и дека ќе вреди и да ги фатиме на таа мамка. Тие што се фаќаат полесно на таа мамка. Ја не сум експертот, ти си експертот еве во таа насока. И сега може малци и на прашањата. Да, сега гледам дека таму гледаш прашања. Ни поставува прашања и сега беше многу тешко да одбереме прашања. Знаеш, и ти приватно зборувавме доста. Од каде да се почне оваа тема, луѓето имаат сериозни, знаеш, кога доаѓа психолог, таа тема општо на психологија ја гледаат луѓето и како некој спас, што и треба, нели сакаат да се врзат на таа тема полично. Јас одбрав некои прашања што се повеќе што прашуваат луѓето, што се повеќе спрема кариерата, така развојена приватно и професионално, за некои полични прашања и подлабоки, веројатно најдобро е лично да ти се обратат луѓето и можеби и
нели секој треба да го Добро. храбриме што има било каков проблем, слободно да пристапи, нели, да зборува за, бидејќи ако отвориме теми како вака се нели конкретни се чувствувам лошо во таа и таа ситуација и слично, ќе биде многу лично, индивидуално спрема Или, лицето, барем ја така проценив. Апсолутно, мислам се согласувам и јас многу пати кога ќе оставам простор да се постави прашања. Прашањата кои што се поставуваат се токму тие, некои кои што, да речеме, зошто имам анксиозност. И не е прашање на кое што може да се даде одговор, Како ќе затоа збориме што на таа тема? тоа е исто како да ние отидеме доктор и му кажеме: докторе, зошто мене ме боли тука? Докторот не може да даде одговор зошто на тебе те боли Нема тука информации. и мора да му требаат информации, му треба разговор исто за да му треба преглед за да направи, нели, за да може да го одговори прашањето. Така да Или имаше прашање типо дали се лечи со спорт, со ова, значи може и да, може и не, сега не сум јас експерт. Веројатно има тука позадина многу на таа приказна. Може да кажам нешто пред да почнеме со прашањата, затоа што ми е Ајде. многу важно да го Ајде. кажам. И претходно во разговорот сакав да се надоврзам. Живееме во време, леле како звучам старо кога го кажувам ова. Бумерски. Да, живееме во време каде што ние сме изложени на информации повеќе од било кога. Јас не доаѓам од генерација која што е многу повозрасна, но од друга страна живееме во време каде што имаме преголема заситеност на информации на кои што ние сме изложени и некогаш имаме потешкотија да ние селектираме што е она кое што доаѓа до нас е вистина, а што не. Колку можеме да веруваме, колку можеме да не веруваме. Од друга страна и самите ние кога сме презаситени со многу информации, нас не направи експерти за сами себе. И јас можеби имам здравствен проблем и сега ќе се вклучам онлайн, ќе почнам да читам, ќе го прашувам ChatGPT, но мене тоа не ме прави доктор. Мене тоа не ме прави доктор сама за себе, стручно лице сама за себе. Мене ми е потребен некој кој што има искуство во таа област. Така да затоа кога се прашање од овој тип, дали мене може да ми помогне спорт, дали мене може да ми помогне нешто, знаеш, понекогаш е многу конкретно. Тоа е дојдено од некоја информација која што е дојдена, каде што сега личноста проверува дали ова навистина може да биде така, дали јас треба поинтензивно нешто да правам, и ова се најчесто лица кои што се уште не се консултираат, се уште не побаруваат адекватна поддршка ако се соочуваат со некој проблем, туку што трагаат. И баш истите такви кога ќе постават прашање, да речеме, и на оние можности кога јас ги отварам кај мене на мојот профил, истото го насочувам. Не мора да сум јас, не ти го кажувам ова за да ти дојдеш и работиш со мене, ова ти го кажувам за да ти размислиш и да евентуално видиш каде ти можеш и со кого да го сработиш ова и каде да ја добиеш потребната поддршка, затоа што некогаш е навистина потребна, некогаш не можеме сами. Така да тоа ми беше поентата и можеби ова ќе треба да го сецнеш. Зашто? Ама супер беше. Да. И убаво објасни. Искрено, Да. јас сфатив што сакаш да кажеш, дека луѓето најчесто без конкретно Многу работи сакам да кажам, многу е кратко времето, подкастов ќе треба да трае маратонски, така да помини на наредното прашање, да. 2 дена. Значи јас спомнав, одбрав прашање на кои сакам да се осврнеме, кој како размислува, ќе почнам јас од себе и луѓето што ги интересираат. Исто што не поставија прашање, дали е битен осврт на прашањето кој си кога не работиш, и таа веројатно поделба, веројатно тоа смета под прашањето. Дали кој си кога не работиш? Да, кој си кога не работиш? Дали знаеш да седиш без план? Што сака да каже авторот? Што сака да каже авторот? Ајде вака. Кој си ти кога не работиш? Добро прашање, тоа веројатно за секој. Кој си ти кога не работиш? Која сум јас кога не работам? Да тргнеме од себе, да пред да го дадеме прашањето. Одговоров на прашањето. Јас кога не работам, односно тоа што го работам, ако се подразбира на професијата, јас сум мајка, супруга, нечија ќерка, сестра, другарка, Бојана која што сака да готви, сака да чита, сака да чисти, сака да шета, сака да црта, сака да чита за некои рандом работи кои знаат да ми бидат интерес. Тоа сум јас кога не работам, да речеме, сум некаде кога не работам и кога не ја хранам мојата професионална улога,
тогаш веројатно ги хранам оние сите други улоги кои што ги имам во животот. Кратки црти, во 2 реченици. А кој си ти кога не работиш? Јас кога не работам? Да. Значи исто така нечи брат, син, таа улога. Сакам да цртам на таблет, тоа е нешто што кога знаеш работи што ги правам кога стварно не работам и што немаат просперитет никогаш да се стават во конотација на работа. Сакам да гледам доста спорт, тренирам исто така спорт, тренирам борење, така со тој сегмент сум доста оптеретен у главата исто и голем фан сум на тоа, одам на настани на борење. Исто така сакам нешто да сготвам. Значи има многу работи. Па има доста работи, знаеш. И ова е лесно прашање за одговор на личност која што својот идентитет не го врзува со работата. Па И личност која што ги храни и своите други улоги кои што ги има во животот. И инвестира време во нешто друго. Е многу лесно да се одговори кој сум јас кога не работам. Јас сум и многу друго. Но личност која што своето функционирање, живот, суштина, идентитет ги врзува само околу професионалната улога која што има, многу е потешко да си одговори кој сум јас кога не работам. Кога моето секојдневие, активности, се останато е врзано само за работата. Од друга страна, тука се надоврзува ова друго прашање, а тоа е што кога немам план. Многу е тешко, токму нови личности кога немаат план. Ако е нивното секојдневие врзано само за работата и само за она професионално што го прават. Многу им е тешко кога ќе немаат план. И тоа се оние луѓе кога ќе ги видиш на плажа, например, на одмор, на телефон гледаат, постојано нешто прават, имаат немир, не можат да одморат. Или се можеби некаде во бар на лаптоп вклучени и работат додека се на одмор, имаат анксиозности. Јас сум работела со клиенти кои што кажуваат не можам повеќе од 3 дена, не можам да издржам. Се враќам, си го прекратувам одморот или не можам да отидам на одмор без да земам лаптоп. Па тука се надоврзуваат и други прашања, така да немањето план, види, меѓу 2 оштрици. Добро е кога имаме план. На нас луѓето ни годи кога имаме план, кога имаме структура. Тргни од сам себе, да речеме, 2-3 дена ти е окей кога ти немаш план и кога си викаш еве овие денови ќе ги поминам без план, ќе правам она кое што мене ќе ми дојде интуитивно, ќе се одморам, ќе се наспиам без аларм и слично. Но од друга страна, ако тоа трае долго време, ако тоа трае и ти немаш план, почнуваш да се чувствуваш лошо, некогаш анксиозно, некогаш уплашено, некогаш не можеш да идентификуваш која емоција баш се јавува, се осеќаш вознемирено. Едноставно не ти е убаво кога ти немаш план. И ова многу пати го гледам кај лица, да речеме, кои што по дипломирање имаат одреден период на барање на работа. Или луѓе кои што ќе останат без работа и се невработени, па одреден период се невработени на неодредено време и немаат план. Да речеме, не можат да си го организираат своето секојдневие. Од друга страна, немањето план па некогаш ни дава можност да ние си бидеме сами со себе, да ги стишиме сите гласови кои што се околу нас. Стишувајќи ги сите гласови околу нас, можеме да се слушнеме па самите себе. Кога ние немаме план и сме сами и ништо не правиме, што тоа значи? Или ќе ги правам сите оние други работи кои што мене ме хранат, или нема да правам ништо, а и да не правам ништо е окей, сосема е во ред, но тоа што значи? Постепено ќе почнат да стануваат оние гласови во нас, кои што нешто ние сме потиснале, види, нешто сме потиснале, или можеби ќе почнеме да размислуваме за некои работи кои што долго време сме ги ставале под тепих, или сме ги одложувале, ќе почнат можеби да се јавуваат емоции или да се преиспитуваме околу некои работи кои што долго време сме ги тргале на страна, така да имањето и немањето план е добро или лошо, во зависност од многу фактори. Нема еден одговор. Не знам дали го задоволив оној кој што го знаеш исто што би се надоврзал на ова, сега конкретно еве мене што ми се случи, дали тоа ставање на не носење одлуки, која е психологијата позади тоа, бидејќи како што ти спомнав еве сега конкретно за работиве, јас избегнував да донесам некоја одлука што знаев дека е и природен след на настаните, а други работи ме тера да ја преиспитам таа одлука и преиспитувајќи ја поопсежно некако као да ми направи тотален
онака парализа на функционирањето насочено спрема носење одлука. Да или не, или едноставно е у суштина. Или правиш нешто или не правиш. И после тоа некако многу ми разбуди некое лошо чувство. О самото тоа што каснев, со се. Како е тоа, како би се формулирал тоа носење на одлуки, ставање на работи под тепих? Ти прескаш да кажа, тоа беше добар онака. Види, иако ние мислиме дека носењето на одлуки е лесна задача, не е лесна задача. Ние генерално секојдневно носиме одлуки. Одлука дали да дојдам пеш, со автобус, такси, дали да пијам вода или кафе, дали да седнам на лева или на десна страна. Ние секојдневно носиме одлуки, постојано. Дали да седам и да се исправам или можам и да се свртам, секојдневно, свесно или несвесно, ние носиме одлуки. Но од друга страна, има разлика во однос на тежината и на одговорноста и на значењето на одредени одлуки кои што ние ги носиме. Особено ние животни одлуки. Да речеме, дали да започнам голем проект, дали да почнам нова работа, одлуки, дали да започнам врска, дали да се преселам, дали да купам стан, дали да купам нова кола, дали да се преселам од државата, односно сето тоа се одлуки кои што генерално ќе влијаат прво на квалитетот на нашиот живот, на нашата животна динамика секојдневна, на нашиот животен тек понатаму, ќе имаат некакво значење, некако. И затоа е многу потешко тешко ние кога треба да донесеме таква одлука. Особено па и кога е одлука каде што генерално постои голема можност да ти се соочиш со одредена доза на успех или неуспех. Па или ќе се плашам од успехот кој што ќе го доживеам и што со тој успех. Голем е успехот и неуспехот. Да, или што ќе правам кога ќе доживеам неуспех, како ќе се носам со неуспехот. Така да многу вложуваме кога носиме големи животни одлуки. Така да се започне подкаст во кој што јас за една година колку епизоди треба да снимам? За една година има околу 30 до 40. Јас барем што снимам. Јас искрено не би знаела кои 30 луѓе да ги повикам доколку јас би била на твое место и кои сите 30 теми би требала да ги покријам и тоа би било голем залак. Јас баш пред да почнеме да снимаме те прашав нели како изгледа за снимање, знаеш, размислувам можеби во рамки на еден мој проект да има и подкаст, ама во главата мене ми беа 10 епизоди. Мене не ми беа 30 епизоди, јас 30 епизоди не би знаела. Нели како тоа би излегло и ми се чини дека е многу тешко и напорно и бара голема одговорност и многу голема обврска. И на крајот од денот ова се материјали што остануваат. Да. Не е нешто кое што се брише, не е нешто кое што се заборава и секако дека е тешко кога ти знаеш прво пред се, тргнувајќи од претходно искуство, во што се впушташ. Прво колку време, колку енергија, колку напор, колку има тоа демидж, прави emotional damage. Да. Колку треба за да ти седнеш и да ги снимиш тие 30 епизоди. Значи, ако те сваќам добро, всушност мозокот знае дека тоа не е толку мал, нели јас прво ја банализирав кажувајќи да или не, а всушност телото од сите искуства претходно, нели мозокот е многу поголем од тоа, јас сега што го знам за себе да го кажам на прва, веројатно повеќе импулси, он сега да не се правам експерт. Знае и препознал порано, може да идентификува. Значи, всушност одлуката е за него поголема него што јас ја представувам онака за себе сега. Еј, кажи да или не. И се бори телото на некој начин. Или... Процесот на носење одлуки е една тема која што можеш да ме поканиш на 29-та епизода, пред крајот или на последната, таман пред нова година ќе видам, верувам оваа година, затоа што е голема тема и е многу комплексна и е многу неблагодарна ако пробувам да ја срочам вака во кратки црти. Ама е комплексен процес. Тоа ми беше поентата дека не е толку едноставно кога ние си кажуваме што не можам да кажам да или не, затоа што не е едноставно, затоа што во позадина е многу комплексен процес за кој што ти најверојатно не си свесен. И некогаш е многу добро кога ние ќе знаеме како да го сработиме тоа, за да ние знаеме што се ние имаме во позадина, за да ние можеме да донесеме одлука да или не, затоа што не е толку едноставно. Тоа ми беше целата поента. А дали постои некој, не знам, хак што може да се прави во тој период на кога си буквално у позадина ти се случува тој процес на носење одлука? Знаеш, дали има некој хак измеѓу процесот што би можел да правиш за да ти олесни, знаеш, да не чувствуваш некоја грижа на совест од тоа што не носиш одлука? Види, само рефлексија и прашања кои што ние ќе си ги поставиме сами на себе, мене лично многу ми помагаат. Еве, тргнувам од себе, не е нешто кое што го кажувам на други, а не го практикувам. Прашања од типот на зошто ми е важно ова да го правам? Дали сакам ова да го правам? Што сакам да дадам? Што сакам да пренесам?
како ќе се носам доколку ова навистина биде успешно, како ќе се носам ако ова не биде успешно. Што со сето тоа на крај? Што за 1 година од сега? За 5 години од сега кога ќе погледнам наназад кон конкретно ова? Што тогаш би размислувала? Како тогаш би гледала на работите? Пример, еве пример ќе дадам со бизнес нетворкинг настаните. Пример еве личен ќе дадам. Ние пред година и пол организиравме прв настан сосема за една ќе претарам, срам ми е да кажам дека за 5 дена го објавивме и го пополнивме настанот, буквално за 5 дена. И буквално беше адхок. Види, имаме многу жени кои што доаѓаат и имаат потреба да се вмрежат, но не се жени кои што се предприемачи, туку се жени кои што размислуваат да бидат предприемачи, но им треба нетворкинг, но од друга страна имаме жени со мали бизниси на кои што им треба место каде што ќе може да се вмрежат, да разговараат со истомисленици кои што се во иста позиција, во иста фаза како нив, но од друга страна и да нешто научат, нешто што ќе им користи. Ние сметавме дека ќе направиме еден настан и тоа ќе биде тоа, ќе завршиме. Кога требаше да ги направиме наредните настани, ние прво се запрашавме, чекај да видиме, зошто ова ќе го правиме? Сакаме да биде да биде полно, да биде голем настан или сакаме да биде помал настан. Сакаме да им дадеме знаење, сакаме да им дадеме можност да се вмрежат. Сакаме да го правиме ова еднаш месечно или сакаме да го правиме ова неколку пати во неделата. Ке можеме ли, ке имаме ли време, ке имаме ли енергија? И кога ние си ги поставивме сите овие прашања и кога си го дадовме одговорот, ние направивме она структура. Да, сакаме, ќе им го дадеме за почеток и ова, и ова, и ова. Ќе дадеме од се по нешто. Ќе видиме во оваа година, ќе биде голема година, ама ќе тестираме во текот на годината каде ќе има најголем интерес, зашто ќе има најголема потреба, што најмногу ќе прашуваат, зашто најмногу ќе дојдат. Па потоа, за 2 години од сега ќе успееме да го дадеме она кое што можеме да го дадеме малку во подобра форма и на подобар начин. Но не ја донесовме туку така таа одлука во смисла ќе правиме настани кои што ќе бидат од отворен карактер, големи за жени предприемачи, туку така во 5 дена. За 5 дена беше тестирањето на одлуката, беше баш долг период, од можеби неколку месеци, 2-3 месеци, каде што ни требаше време да искристализираме и да бидеме на чисти со себе дали ни ова ќе го правиме понатаму или не. Така што одлука само по себе е доста комплицирано. Да, еве слободно пројавувам желба, повикајме да зборуваме на оваа тема и ќе зборуваме само на оваа тема. Да, веројатно има веројатно голем дел од психологијата и тоа одлуки, бејќи животот на некој начин ти се сведува на одлуки. И тие што ги правиш секојдневно, па и дури подсвесно веројатно правиш некои одлуки што ти влијаат на животот. Така што не е мала тема. Има една тема што опфатив со Коста Петров и ми остаја, јас ја запишав. И ми беше интересно да ја споделам баш со тебе, да ми кажеш Еве што ќе ме прашаш сега? Што те прави вреден, трудот или исходот? Тоа го зборевме со Коста и многу мислам дека е интересно прашање. Јас претходно никогаш не размислав од таа страна на некои работи и зборувавме да отприлика офативме таа тема, дали нели тоа што се трудиш, одаваш се од себе, ти е доволно кога дадов се од себе, јас како за претходниот нас, значи стварно се од себе дадов. Отидов, снимав, значи не беше тоа перфектно, немаше услови добри, се ама стварно направив до последниот момент, стварно беше максимум. Значи сваќам дека може би очекување некој имав и поголеми различни грешки направи во патот. И затоа е интересно, значи дали исходот сам по себе те прави вреден, или тоа чувство на вредност е како да го дефинираме, или трудот, и кој е тука сега, кој е тука контрастот? Што кажа Коста? Се шало. Ајде вака. Дека треба да знаеш да си кажеш, нели, да сам на себе браво. Нажалив. Ајде вака. Лично воопшто не сакам или прашања. Знаеш, или едното или другото, или црно или бело. Не е дека сум конформист и сакам да одам на сигурно, на измеѓу, на сивото. Да, туку ја сакам слободата да биде и тоа. Така да, што е поважно, трудот или исходот, односно трудот што го вложувам за да нешто го реализирам и успехот што ќе го добијам. Еве пример, ако го дефинираме како исход, еве успешен исход, па и неуспешен. Јас би кажала и двете се важни. Прво, ти не можеш да имаш било каков исход
ако ти не се трудиш и ако не се вложиш, не може да имаш исход. Нема да има. Ако не се помрднеш и ако не направиш иницијатива и се поместиш да направиш нешто. Но од друга страна, ако ти само ги движиш работите, ги правиш, а се вложуваш, се трошиш на секаков можен начин, нема, и да речеме, не знам, а исходот не ти е важен, тогаш што си ти? Тогаш ти или си апсолутно неискрен кон себе, викаш мене не ми е важен исходот. Правам настани, собирам 400 луѓе и се повеќе и повеќе, настанот мене не ми е важен, не ми е важна бројноста. Се лажеш себе си, или тогаш прашање што си ти тогаш? Што ти работиш? Што ти правиш? А од друга страна, ако па мене ми е само важен успехот, и само одам кон успехот, кон адреналинот, кон она што е следно, што е следното успешно, тогаш прашањето е кој сум јас кога немам успех? Дали вредам само низ успехот? Дали вредам само преку успехот? Така да, не би рекла дека е или, туку би рекла и двете се важни. Важни се, затоа што е многу важно да си го уважиме трудот што ние го даваме во работите. За да било што искреираш, важен е труд. Јас дојдов денес порано и видов колку труд е потребно за да направиш еден цел сетинг за да еден подкаст се оствари. Да? Така, дефинитивно. Да. Но од друга страна, важен е исходот, затоа што ако ние само ги правиме работите, а немаме никаков исход, тогаш сме во еден луп и тогаш што правиме? Зошто ги правиме тогаш работите ако ние немаме исход или не очекуваме? Тогаш е многу огромен парадокс. Така да би рекла, дефинитивно се важни и двете. Но важно е да ние свесно знаеме дека да, важен ми е и трудот собствен, но важен ми е исходот кој што јас го имам. Значи не треба да бегаш ни од едното ни од другото. Ниту едното, затоа треба да го уважуваш едното и другото. Да, апсолутно, апсолутно. Така. И сега сме кај прашања, ајде веќе ги некако го направивме концептот кој повеќе си ги поставуваме јас и ти на мене, јас на тебе. Сега знаеш како почни вака да ги скролаш прашањата, да, па јас ќе кажам погрешка. стоп, па кој ќе се ајде бе, стоп. Сакаш што да го направам? Ева. Стоп. Тука? Кој е? Внатрешниот критичар кај луѓе што перформираат на високо ниво. Чекај да фатам залет. Да. Да фатам залет. Што знам, дали сум не до толку веројатно, ама да, секогаш сум не до крај задоволен и онака од перформансот на работите. Од суштината сум задоволен и од тоа што сум излегол од комфорт зона, сум го направил, сум дал се од себе, ама самиот перформанс ако го збориме, како сега задоволен сум што почнавме, што тоа, ама на крај што се сними, што и оваа година некако имам идеја на ова поле со содржина и слично, ама ако видам перформансот на се ова што се деси денес, ќе бидам незадоволен од тоа, од она, од мемориската, од звукот, од и тоа веројатно прави нешто лошо кај себе. Сигурно има некој стимул што ми е непотребен, што може да го исфрлам у иднина. Знаеш како? Јас сум сам да. си. Знаеш како, види, си давам тези. Ако сакаме, знаеш, многу е тешко да бидеш, сега ова може би не е поврзано со тебе, но доаѓа да го кажам, но многу е тешко да бидеш, пример, перфекционист. Да. Јас сум перфекционист по природа. И мислам дека тоа е многу лошо нешто. Па не, научив да биде добро нешто, но не беше добро затоа што онако што ти го кажуваш, постојано бараш, нешто од кое што ти нема да бидеш задоволен. Кога нештото ќе заврши, наместо да го славам успехот, дека јас нешто успеав да заокружам, нешто да направам, нешто да искреирам и да создадам, наместо да се фокусирам на целината, јас се фокусирам на се она кое што можеше да биде подобро. Во реалноста е супер тоа, дека еве оваа чаша е направена и може да биде подобра. А мајте да ја уважиме дека сепак постои ваква каква што е. Може да дојде во подобра форма, ама добра и ваква каква што е. Но од друга страна, види, внатрешниот критичар кој што ние го имаме, во многу ситуации може да биде од голема помош во суштина. И може да делува стимулативно. Проблем е кога почнува да не саботира. Проблем е кога почнува да ни прави проблем во секојдневно функционирање, во тоа дали ние ги исполнуваме или не ги исполнуваме нашите задачи, нашите цели, потенцијали до крај и така натаму. Тогаш веќе станува проблем и тогаш веќе тоа е материјал за работа на себе. Да, тогаш веќе тоа е проблем на кој што на друго место се сработува, не преку прашање и не преку подкаст. Да. И е голема тема. Но од друга страна, да, кај оние кои што
се зависници од постојано високи перформанси, да, постати истражувања кои што кажуваат дека внатрешниот критичар знае да биде и погласен. Да. Знаеш, ја некој се фаќам во момент кај што ми е битно презентацијата, не знам, за спонзорски пакети да биде најдобро. Као тоа е стварно глупост. И сега бидејќи не ми у мојата глава, јас мојот мозок не го сварил тоа како треба да изгледа, јас сега што да понудам, како моите 5 слайда да бидат најразлични од некој што ги понудил државата, јас пролонгирам 10 дена, прокрастинирам на таа тема и после ми е криво. И тешко ми паѓа. Види каква глупост, на пример. Знаеш, многу добро те разбирам, Да. затоа што некогаш се уште знам да бидам таму, да се фатам за одредена задача и да ја мислам, да ја премислувам, да ја Значи, види разгледувам, понуда, да ја например, за презгледувам, спонзорство. затоа што верувам дека ќе можам да ја направам, да го направам нештото подобро, знам се уште да бидам таму, но знаеш како кога ќе успеам да ја сменам перспективата од која што ја се набридувам некогаш себе си викам, мене ова не ми користи. Јас ова го правам што го правам, да, го преразмислувам, го одложувам и се супер, ама мене ова не ми користи, ова не се исполнува. Еве ќе ти споделам, јас пишувам. И но од друга страна никогаш не сум имала храброст да кажам ова е доволно добро за да можат другите луѓе да го видат, да го читаат. Туку секогаш си викам, па не знаеш, не е тоа доволно добро. Или цртам. Но од друга страна секогаш можеби сум се кажувала ова не е доволно добро, некој многу подобро тоа го прави од мене, но реалноста е дека јас тоа го правам добро. Можеби некако некој друг, некој секогаш ќе биде подобар од мене, но ќе бидам и подобро и јас од некој друг. Но од друга страна баш имав една ситуација каде што за едно од делата кои што ми се генерално подготвени и би требало еве да излезат во печат, се надевам оваа година. Јас си го откажав состанокот, затоа што во мојата глава, чекај малку Бојана, ти брзаш, ова се уште може да биде подобро. Се уште можеш да го направиш подобро. Врати се, прочитај го уште еднаш, иако 100 пати досега ми е прочитано. И така да се уште се јавува, се уште е сопка на која што знам да се сопнам, но секој пат знам за среќа многу брзо да се вратам и да кажам чекај, ова мене не ми помага, ако ова го продолжам да го правам, ова никогаш нема бел ден да види. Да. Така да сума сумарум не е страшно и не е одговорот дека ние сега ќе освестуваме работи, ќе работиме на себе и ние во иднина ќе бидеме совршени роботи. Нема да бидеме, ќе бидеме луѓе кои што повторно ќе се стопнуваат на истите каменчиња, повторно ќе прават грешки, повторно некогаш ќе си го послушаат и оној критички глас, повторно ќе се посомневаат во себе, ќе имаат дилема да или не за одлуки кои што ќе ги носат, но од друга страна не е тука фокусот проблемот што ќе се случи, туку фокусот е што јас ќе правам кога ќе се случи тоа. Новото решение, не стариот проблем. Новото решение или со која брзина јас ќе успеам да направам една само рефлексија и ќе се видам себе си од друга перспектива или целата ситуација и ќе можам веднаш да изреагирам и да дадам друга насока. А не дека јас нема никогаш мене тоа да ми се појави. Тоа го кажувам многу пати и со луѓе кога работам или зборувам на тема анксиозност. Не е успех кога ти во иднина, и тоа е утопија, да ти никогаш во животот не почувствуваш анксиозност. Тоа е утопија. Секој кој што ја гарантира, не знам што гарантира. Зошто? Затоа што е многу природно да ние бидеме анксиозни. Многу е природно да во одредени ситуации ние се чувствуваме анксиозни. Но не секогаш таа анксиозност нас ќе не парализира, ќе не плаши, некогаш може баш ќе не пробија. Па види, и некогаш и да ни прави проблем. Не е проблемот што ние, еве, пак јас имам анксиозност, туку што јас ќе направам сега поразлично од претходно. Што јас сега можам да направам, како јас сега гледам на целата таа ситуација, односно начинот на кој што јас ќе се справам е она кое што е во суштина искуството. Така. Интересно. Не, јас те Да. прекинав тебе. А интересно беше да се надоврзам како некако крајот на мојот ни се врза со почетокот со темава за перфекционизам и мислам дека баш у продажбата што ти спомнав моментот кај себе дека сметам дека имам доста мани и баш доаѓа од тој перфекционизам. А продажбата е онака знак нееднакво со перфекционизмот и продажбата баш не го сака перфекционизмот, туку го сака одлучноста која често е нели контра од перфекционизмот и она да си одлучен, ќе продадам, ќе затворам дел и после да ги отвориш сите теми, мислам дека е многу плюс.
интересно ми дојде како се Знаеш како и продажбата не е совршена. Ние можеме да го имаме најсовршениот план, најсовршената понуда и да има некој X фактор кој што нема да можеме да го детектираме зошто нашата продажба е неуспешна. Нешто што јас го направив, еве, можеш да го тестираш. Мене многу ме интересираше, ова беше пред неколку години, многу ме интересираше, спомнав, имам нели теми кои што ми се од интерес, и еден период продажба ми беше полена интерес и интересно ми беше да истражувам. Мене ми беше интересно во суштина кои се оние најдобри продавачи од нашиот секојдневен живот. Отидов на пазар Тафталиџи и прашав кој е тука најдобриот продавач? Кој од тука од вас најбрзо ги празни продуктите што ги продава? Гајбите продуктите. Ми покажаа двајца, они се двајца најдобри. Отидов и ги прашав колку време, на кој начин, како ви текна, што поразлично правите од другите. Ги прашував работи кои што мене ме интересира. Па потоа отидов на Цветан пазар. Па прашував таму. Каде бев се? Мислам дека влегов и во маркет. Прашував во маркет. Знам дека на неколку места сега во моментот не ми текнува, но ги прашував кои се најдобрите. Кој најдобро успева? Зошто успева најдобро тоа да го прави? Во што се двои? Ги прашував, исто памтам во тој период, мислам дека тоа беше и порано, но прашував со лице в лице, прашував кој е најдобриот продавач од лице в лице, зошто е најдобар, како успева тоа да го направи. Дечките што продаваат весници, да? И некаде тоа се, знаеш како, тоа се одговори најчесто различни, нели, различно зависно од тоа што го работат, но на што јас го забележав кај нив е една неверојатна опуштеност во тоа што го прават. Самодоверба, но опуштени се, немаат арогантност во работата, туку една самодоверба со една неверојатна опуштеност, една неверојатна харизма и одлични комуникацијски вештини. Да. Тоа е она кое што јас го забележав кај сите нив. Но пробај, затоа што сите овие луѓе немаат школа, немаат план, немаат шема. Не биле на конференција? Но се многу не биле на конференција, не верувам, но се многу непосредни и се совршено несовршени. Ама го имаат сигурно патернот за ти продадат по позадина на глава. Они се најдобри во тоа што сигурно го го имаат тој патерн. Значи они се опуштени, сигурно нели на прва експресијата нивна, ама патернот за да заклучат продажба, тоа ако е ваква некоја шема, сигурно го имаат у глава. Еве ти предизвик. И да, интересно. Може тоа да го правиме. Знаеш како има толку контент што може да се направи сега за Binex 3. Само и времето и се, знаеш како е структурата. Ти да пуштиш реклами на Мета ти треба еден ден сега. Губиш многу време, јас немам голем тим за жал, ама се ќе биде подобро. Се надеваме. Ти имаш исто план да се дека тоа не знам дали го спомнавме на почеток, не го откривме. Да, не го откривме. Ама имаме гениални идеи ќе се реализира. Да имаш пак еден панел у кој ќе направиме разлика како некогаш продавале рекламите и како денес продаваат. И која е свеста ќе има ликови интересни, не може да откриеме ништо или може? Па, јас не би откривала ништо. Јас мислам дека јас не би откривала ништо затоа што не мора се да се открива. Да. Доволно е и самата најава дека ќе има сепак нешто кое што до сега кај нас барем од таков голем и отворен карактер не се случило, барем јас не памтам дека се случило. Но интерес има, дефинитивно. Да. И еден судир на генерации да споиме и тоа секогаш е добитна комбинација. Не смислам дека фативме доволно прашања колку што можеме во овие саат и 15 минути и за следно, бидејќи ова некако чувствам како да требаше да се случи и снимање во 5 дежавува ми се десија и сите ми зборува, па нели снимавте ви особено, нели да, и мораше да снимиме и мислам дека за следно ќе одбереме, ми се свиеше ова за носење одлуки и да го направиме онака пошироко, буквално да се целата методологија на тоа како еден психолог го објаснува и го презентира тоа, да го земеме како тема за подкаст. Мислам дека за денес офативме, така од сега да скокнавме помалце, но си зборевме доста и за нас и ние како сме периодов што правиме, така што мислам толку дека нема прашања? Да. Да, сега го гасиме телефонот и сакам многу да ти се заблагодарам што дојдеш, што издвои време усред ден, малиот чек у градинка сега ради нас што касниме. И стварно фала ти вака приватно за
искрено многу помош и за претходниот настан и за овој настан и тоа што си некако дели од Binext на страна од сите милион проекти што ги имаш, сигурно не е лесно баш и со некој било што да правиш, макар да е тоа 2 разговори неделно да имаш на телефон, одзима енергија, ти си у милион улоги, така што вака фала јавно, Ти приватно ти се заблагодарувам, јавно стварно ми значи многу. Денес уживав искрено разговорот. Јас сум излезен од кондиција, месец дена не снимавме, сигурно беше, ова после кога ќе прегледуваме ќе има, нема да бидам можеби скоро задоволен, ама мислам дека ќе бидам. И јас Ти како си помина? И јас уживав, беше супер, како и да излезе. Да, не е битно. Види, суштина, ние да. денеска сме тука и овој разговор го направивме најдобро колку што можевме денес. Да, у моментов. Да ние седнеме и за 3 дена го разгледам, го гледаме, ќе си кажеме. Може ќе бидеме подобри. И јас ќе си кажам, знаеш, Да. можев подобро да одговорам. Да. Мене не ми текна ова да го кажам тогаш. Види, овој пример ќе беше најсоодветен тука. Да, ќе можам секогаш, ама денес го дадов најдоброто од себе за да успеам во ова време кое што го имаме да ја отвориме толку прашања, така да ќе биде супер.